Иако временските услови годинава не беа на потребното ниво за производство на слива, сепак приватните производители, како една од најголемите фирми во истокот, лидер во производството на овош и зеленчук, Рудине, со успех го завршија откупот. Годинава беше изузетно родна, некаде околу 750 тона се откупени од приватни лица и од наши кооперанти и цирка околу 800 тона од собствено производство. Иако временските услови не беа погодни, имаше изузетно големи временски осцилации, температури високи, со оглед на условите кои беа, успешно е завршена целата година. Оние производители кои спроведоа добра агротехника, кои имаше услови за наводнување, сливата беше со екстра квалитет. Додека другите кои беа на суви површини, поради сушата, сливите не беа доста квалитетни. Сепак поради потврлањето на родот, особено на насадите на Рудине, спасот ке се бара во нивна модернизација, кај приватниците пак вниманието, велат агрономите, треба да биде насочено кон подобрување на квалитетот на произведената слива. Негде за 30% ни е помал родот од наведените услови. Цениме и работиме на тоа да ставиме капка по капка, дел од насадите веќе ги имаме. Тоа е препорака и за приватниот сектор, и бидејќи тоа е едино можно за иднина. Спас фактички гледаме во условите и модернизацијата на насадите, за да може човекот да биде безбеден и да може да има да очекуваниот род да го собере. Ние мора да се научиме да береме квалитетно, бидејќи како ја береш, стави се од другата страна да купиш сливата, да бидеш задоволен, не да продаваме на луѓето. Мислам дека ако го направиме тоа, ќе добиеме цена. Ние цените ги губиме во нашиот неквалитет. Пијанец е идеално место за развој на овощарството. Покрај сливата, производителите треба што повеќе да вложуваат во насадите на вишна и малина, велат агрономите, но и од Рудине. Пијанец има идеални шанси. Имаме прекрасно место за капини, мислам за вода дека се наводнува, прекрасно место за малини. За вишни веќе нема што да збореме, тоа е докажано, за сливи да не правиме обет. Ние почнуваме годинава со еден проект за садење на капина и на малина. Фактички на производи кои се повише барани на пазарот и кои носат повисока цена. Они барат повеќе трудоинтензивна гранке, бара повеќе труд, бара повеќе време, али во секој случај носи после и поголеми бенефити. Ако сезоната на сливата беше поидеална, следува онаа на зеленчукот. Каков тука ќе биде ќарот на земјоделецот, ќе покажат финалните анализи.